Нови 11 лица, службеници, вработени и раководни лица од Управата за јавни приходи и Државниот пазарен инспекторат од неколку градови во државата се опфатени во најновата полициска акција, која е дел од проширената истрага поврзана со работењето на дискотеката Пулс во Кочани, во која загинаа 63 млади луѓе, а повеќе од 200 беа повредени. Апсење и обезбедување докази во најновата и голема полициска акција во Штип и на уште неколку други локации во државата. Околу 10 лица се приведени, а истата е поврзана со кочанската дискотека Пулс. Неофицијално меѓу приведените четворица од Штип е поранешен раководител на регионалниот центар Штип на УЈП, како и инспектор вработен во Штипската управа, кој според истрагата бил во контакт со синот на сопственикот на Пулс, а комуникацијата во вид на транскрипти ќе биде дел од доказите. Истрагата ја води кочанското обвинителство и доколку има потреба, случајот ќе го преземе обвинителството за организиран криминал и корупција, кажа обвинителот Коцевски. Само можам да ви кажам во овој момент дека се работи за лица вработени во Управата за јавни приходи, а за кривични дела, тоа прва ќе видиме, меѓутоа првичните сознанија се за кривични дела злоупотреба службена положба, овластување и примање и давање мито. Коцевски додаде дека предметот ќе го води обвинителството во Кочани, бидејќи таму е подрачјето на извршување на кривичното дело, но нагласи дека не може да се спои со судењето за пожарот, бидејќи се работи за други кривични дела, односно злоупотреба и подкуп, кои немаат директна врска со смртните случаи во пожарот. И од МВР ја потврдуваат акцијата, но засега не споделуваат подетални информации, бидејќи истата е се уште во тек. Полициски службеници од СВР Штип, ОВР Кочани, во соработка со Оделот за криминалистичка полиција, по насоки на ОЈО Кочани, преземаат повеќе активности на неколку локации низ државата. По завршување на акцијата, јавноста ќе биде соодветно известена. Полициската акција во Штип започна во утринските часови и се одвиваше во просториите на УЈП Штип. Неофицијално, најголем дел од приведените даночници од истокот се сомничат за примање подкуп и злоупотреба на службената положба.